Со фалсификуван сертификат од Бугарија за познавање на англиски јазик, но и низа неправилности во документацијата, директорката на средното училиште Димитар Влахов од Скопје Лидија Андоновска по трет пат била избрана за вршител на должноста, обвинува екс-директорот на школото Ванчо Божиновски. Тој за Алфа рече дека на ваков начин се кршел законот за средно образование, дека случајот бил неисправен, вели потврдили и од државниот просветен инспекторат. Јавно ги покажа сите документи кои сведочат за неисправноста на случајот. Дипломата не е веродостојна, бидејќи ние имаме поднесено барање до Државниот просветен инспекторат. Државниот просветен инспекторат како овластена институција поднесе барање до Британски совет за веродостојноста да не испрати мислење, добивне мислење, доби просветниот инспекторат, и просветниот инспекторат не запозна нас со тоа и се докаже дека она нема право да биде вршител на должност, бидејќи не ги исполнува условите. Дека сертификатот бил од Софија потврди првиот човек на град Скопје, но ги отврли сите обвинување дека бил фалсификат. Тоа полагање е извршено во Софија како што го направиле многу од нив. Значи не станува збор за бугарска диплома, туку за добивање на сертификат за познавање на англиски јазик кој што го организирала државата во странство. Алфа беше да ја побара Лидија Андоновска во школото, но таа не беше таму. Директорката на средното стручно училиште Димитар Влахов барем денеска не беше на работа. Од училиштето кратко ни кажаа дека била на состанок и можно е во текот на денот да не се појави на своето работно место. Андоновска начело на училиштето е нешто повеќе од една година. По објавениот конкурс, комисијата ги примила документите на сегашната директорка, но и покрај наведените неправилности повторно е назначува начелна функција. Останатите кандидати, иако според нашиот соговорник имале комплетна документација, биле отфрлени како неосновани. Сега на потек е директорката да се произнесе за случајот.